Кратки најави за денешниот дневник. Младите сакаат флексибилно работно време и пристојна плата и не трпат притисоци и шефување. Да им помогнеме на семејствата кои се борат да се прехранат. Во тек е хуманитарната акција на Црвен крст, помислете и на нас. За сега нема услови да се воведе дополнителен час на ефтина дневна тарифа на струја. Се уште трае повикот на локалната за пријавување на здруженија на граѓани, институции и поединци за заедничко одбележување на 7 ноември. 3000 севернокорејски војници ќе се борат на страната на Русија во војната со Украина. Со дневникот вообичаено започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид, по свежото утро, во текот на денот имавме сончево и топло време со максимална дневна температура до 21 степен Целзиусов. Во текот на ноќта, среда кон четврток, ќе превладува претежно ветровито и свежо време. Во четврток, под влијание на полена низок воздушен притисок, во западна и северозападна Европа ќе превладува умерено облачно, ветровито и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 100 литри. Врнежи од дожд се очекуваат и на југ од Скандинавија. Во останатите предели од Европа ќе доминира полена висок воздушен притисок, кој што ќе условува стабилно време со зголемена облачност и релативно топло за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде посвежо со пад на температурите. Во северните предели ќе има нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 13 до 25 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе биде посвежо со пад на дневните температури. Во попладневните часови, локално во северозападните, западните и југозападните предели со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува до умерен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 20 км на час. Утринските температури од 2 до 10 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 14, односно до 24 степени. Во Охрид во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Утринската температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 18 степени. Во петок и сабота во Охрид ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Ќе имаме ветровито и посвежо време. Минималните температури ќе изнесуваат 8, односно 9 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 17, односно до 13 степени. Во недела, по студеното утро со утринска температура од 4 степени, во текот на денот претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 14 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест.
Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Младите сакаат флексибилно работно време и пристојна плата, но не трпат притисоци и шефување. Ова го покажуваат истражувањата. Во земјава има висока младинска невработеност. Експертите велат треба да се надмине јазот помеѓу младите работници и работодавците. Флексибилно работно време и солидна плата се главните услови кои ги бараат младите при вработување. Можност за работа од дома, работа од било каде и во било кое време од денот. Истражувањата покажуваат дека младите работници не трпат авторитети и притисоци, не сакаат шефување, но сакаат признанија и награди. Тоа за нив е главниот мотивирачки фактор. Покрај флексибилноста, јас лично сметам дека можеби комуникацијата на некој начин во денешно време е многу важна со менаџерот, односно со шефот на работното место исто така, односно младите се чувствуваат на место каде што на некој начин имаат своја комоција, имаат можност за напредок исто така во исто време секако. Меѓутоа и на некој начин да не чувствуваат некој конкретен притисок од работодавецот. Земјава бележи висока стапка на младинска невработеност. Тоа се должи на јазот помеѓу работодавците и работниците, но и на неусогласеноста на образованието со потребите на пазарот на трудот.
Според работодавците, младите бараат високи плати, а немаат доволно компетенции, ниту искуство. Експертите велат, треба да се најде компромис. Сметам дека тука е двостран проблемот, значи и работодавците, но и работниците треба да се сепак навикнат на тоа едно ново време, модерно време. Треба и ние да се прилагодиме како работодавци на нивните барања, но од друга страна и самите млади кои што бараат работа треба сепак да имаат во предвид дека се работи за соодветни компании кои што имаат свои политики. Според експертите, за намалување на младинската невработеност потребна е финансиска поддршка, инвестирање во развој на младинското предприемништво. Расте бројот на семејства во Охридскиот регион кои се борат за гола екзистенција, а не е мал бројот на наши сограѓани кои не можат да обезберат оброк во текот на денот. Социјално ранливите семејства секојдневно бараат помош во Црвениот крст, чија мисија е да го намали страдањето и да им даде поддршка во борбата со сиромаштијата. За таа цел од денеска до 22 октомври, сите хумани граѓани и општествено одговорни фирми можат да се вклучат во хуманитарната собирна акција на Црвен крст Охрид и според своите можности да дадат придонес во олеснувањето на секојдневието на социјално најзагрозените семејства од Охрид и Дебрца. 16 октомври е светски ден на борба против глад, а за некои наши сограѓани уште еден ден на борба да се стави оброк на семејната трпеза. Голем број семејства во Охридско се соочуваат со потешкоти и да се прехранат и често помош бараат во Црвениот крст. Можам да кажам дека годишно во Црвениот крст обслужуваме негде околу 500 до 600 луѓе, семејства кои што доаѓаат овде и имаат потреба од најразлична помош. Не се работи тука само за храна, од лекови, од најразлични карти за патување, за да стигнат до дестинацијата за здравствен преглед. Значи најразлична помош со која се соочуваме, но како и да е, она што е жално и најтрагично дека и во ова време сега се соочуваме со предизвици на луѓе кои што не можат да се прехранат, односно со сиромаштво. Со цел да се сензибилизира јавноста и да се поттикне на акција, Црвен крст Охрид секоја година организира кампањата по повод денот на борбата против гладта под мотото "Помислете и на нас". Во хуманитарната акција од денеска до 22 октомври ќе се собираат доброволни прилози во прехранбени производи и парични средства наменети за социјално најзагрозените семејства во Охрид и Дебрца. Охрид секогаш бил хуман, имаме голем број хумани луѓе, но и општествено одговорни компании кои што секогаш традиционално се вклучуваат во оваа кампања. Ќе видиме во текот на неделата, но по најавите, она што го имаме од локалните маркети, од луѓе приватни, лични, кои што сакаат да дојдат и да помогнат овде, па и да се вклучат во активноста на подготовка на тие пакети, но и да донираат од прехранбените производи, а секако морам да кажам и да упатам апел до сите оние кои што ќе бидат во текот на ова недела, но и викендот во Охрид ќе има на поголем број маркети ќе има поставени видни корпи со логото на ова, односно со постерот на оваа кампања, каде што можат да оставаат прехранбени производи купени во тој маркет. Од донираните средства и собраните намирници во кампањата, волонтерите на Црвен крст ќе подготват хуманитарни пакети со прехранбени производи кои ќе бидат дистрибуирани до крајните корисници на кои помошта им е најпотребна. Се уште трае повикот на локалната за пријавување на здруженија на граѓани, институции и поединци за заедничко одбележување на 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. Со цел на времено организирање на настаните и заедничко одбележување на големиот јубилеј 80 години Слободен Охрид, општината ги повикува сите здруженија на граѓани, институции и поединци кои имаат подготвено проекти и настани од значење за Охрид, како изложби, промоции на книги, музички концерти и други форми на културно организирање со точно наведени часови, датуми и локации да ги достават на мејл на одделението за култура при општина Охрид kultura@ohrid.gov.mk. Сите активности ќе бидат ставени во рамки на една програма, која ќе се објави најдоцна до 20 октомври 2024 година.
Целта е да нема поклопување на настаните и локациите и сите заедно на ниво на град Охрид да подготвиме заедничка програма за достојно одбележување на јубилеот 80 години Слободен Охрид, велат од локалната. За сега нема услови за воведување на уште еден дополнителен час дневна ефтина тарифа. Планот беше на место до 15 часот да има ефтина струја до 16 часот, но од Регулаторната комисија за енергетика, согласно анализите кои ги направиле, велат дека ако сега се воведе еден час повеќе ефтина тарифа во денот, ќе мора да се укине она ефтина тарифа до 22 часот, која всушност домакинствата најмногу ја користеле. Ние, како што кажав, правиме анализа од 2021, па заклучно сега завршивме со септември 2024. Значи, услови за воведување на ефтина тарифа според податоци за 21, 22 и 23 немало, кога започнала и пенетрацијата на фотоволтаиците, но она што е јасно како тренд во првите 9 месеци од оваа година е дека најниски цени на сите во секој час имаме во периодот од 12 до 16 часот. Значи, тоа се цени кои што се на берзата Купекс под 50 евра за мегават час. Значи, таму постои апсолутно не за еден, за уште еден час, но кога разговаравме за воведување на ефтина тарифа, кажавме тоа што се случува на пазарот, тоа ќе сакаме да го пресликаме. За жал, на пазарот од 20 часот до 24 часот, цените се убедливо високи во сите останати периоди кога имаме и ефтина тарифа и скапа тарифа, и доколку би го следеле пазарот, тогаш воведување би било на ефтина тарифа од 12 до 16, но ќе треба ова ефтината тарифа што имаме од 22 до 24 часот, кога имаме реално високи цени, би требало да се укине. Значи, тоа е удар кој што го добивме заради случувањата со цените во регионот. Ние како регулаторна комисија за енергетика од воведувањето на ефтината тарифа дополнителна нема да се откажеме, ќе ги следиме случувањата, но со воведувањето, како што кажував и претходно, не сакаме да предизвикаме дополнителни финансиски проблеми пред се во ЕСМ, затоа што таа ефтина тарифа во тие периоди ќе се зголемува потрошувачката и ќе треба да се надомести. И во изминатите 10 дена одржавме неколку состаноци со ЕСМ и со ЕВНХУ. Од нивна страна нема забелешки и тие се за кога ќе се остварат можностите, кога ќе се оствари реална можност да се имплементира дополнителен час на ефтината тарифа, и заеднички заклучивме дека ќе следиме ситуацијата, имајќи во предвид дека ќе имаме сериозни навестувања и за зголемување на цените на електрична енергија започнувајќи во периодот што следи, особено таму од јануари. Младите охридски музичарки Лина Николевска виолина, Антица Николовска виолина и Ана Кузмановска пијано ќе настапат на престижниот фестивал Златна лира во Скопје. Правото на настап на овој реномиран фестивал нашите млади музичарки го добија на покана на Сојузот на музички уметници на Македонија. После освоена прва награда на годинешниот меѓународен надпревар Охридски бисери што се одржа во црквата Света Софија во Охрид. Концертот на младите охријанки во рамки на фестивалот Златна лира ќе се одржи во недела 20 октомври со почеток во 20 часот во Музејот на револуционерна борба во Скопје. СВР Охрид ги информира граѓаните дека поради симулацијска вежба на припадниците на МВР и утре 17 октомври ќе биде затворена за движење пешачката патека од мостот кај каналот Студенчишта во периодот од 10 до 13 часот. Активности поврзани со симулацијската вежба ќе се изведуваат и на одредени точки во водите на Охридското езеро, поради што полициската станица за граничен надзор Охридско езеро во соработка со капетанија на пристаништата од 5 до 13 часот ќе вршат ограничување на внатрешната пловидба на дел од пловниот пат од каналот Студенчишта до комплексот Инекс.
Од СВР Охрид упатуваат апел до граѓаните да ги почитуваат ограничувањата и насоките на полициските службеници, кои превземаат мерки од областа на безбедноста. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 94 лица загинале, а 50 се повредени и хоспитализирани на северот на Нигерија во експлозија која се случила откако се превртела цистерна со гориво. До несреќата дошло откако возачот на цистерната изгубил контрола над возилото, објавила нигериската телевизија Channels. Според зборовите на полицискиот портпарол, експлозијата била предизвикана од мештаните кои побрзале да го соберат бензинот кој течел од превртената цистерна и затоа бројот на жртви и повредени е толку голем. Загрижени сме дека и покрај тоа што полицијата постојано ги предупредува луѓето да стојат понастрана од местото на несреќите во кои учествуваат цистерни со лесно запалливи материи, тие и понатаму го прават тоа. Големиот број луѓе собрани на местото на несреќата се причина за масовната смртност во денешната несреќа, рекол портпаролот. Најмалку 20 лица се повредени во експлозија на резервоар за сурова нафта во венецуелскиот град Кабимас. Пожарот настанал по удар на гром, соопштиле локалните власти. Командантот на противпожарната служба изјавил дека кога се огласило предупредувањето, противпожарните бригади се обиделе да ги извлечат сите луѓе од зградата. Меѓутоа од експлозијата биле погодени неколку вработени кои се здобиле со изгореници од прв и втор степен. На повеќето повредени им била укажана помош на лице место, а некои биле префрлени во болница. Земјотрес во југозападниот дел на Турција со јачина од 5,9 степени по Рихтеровата скала. Агенцијата за справување со катастрофи соопштила дека по него имало уште 30 автершокови со магнитуда од 1,2 до 3 степени. Земјотресот бил регистриран на 46 километри источно од градот Малатија, кој беше уништен во земјотресот од минатата година која погоди оваа област со јачина од 7,5 степени по Рихтер. За сега нема информации за причините материјални штети или жртви, освен што земјотресот предизвикал паника кај локалното население. Министерот за внатрешни работи на Турција соопштил дека спасувачките тимови се веќе испратени на терен како би ја процениле состојбата. 3000 севернокорејски војници ќе им помогнат на русите во битката кај Курск. Тие треба да бидат распоредени во близина на украинската граница кај Суја. Портпаролот на Американското министерство за одбрана Патрик Рајдер предходно изјави дека севернокорејските војници би можеле да бидат топовско месо во Украина. Зеленски пак со коментар дека сојузот меѓу Русија и Северна Кореја веќе не значи само трансфер на оружје, туку и трансфер на луѓе, пренесува Newsweek. Западни извори велат дека Северна Кореја и доставува милиони артилериски гранати на Русија за незината војна со Украина, а покрај тоа на руските сили наводно им помагаат и севернокорејски воени инженери и персонал. Го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.